Почитувани дами и господа, представници на медиумите, добре дојдовте и за Благоја Пандовски, председател на Transparency International Македонија и неговите соработници. Ето, после долго договарање, денеска решивме јавно да подпишеме еден договор за сонаратка, кој што и онака неприкосновеното прво место на корупцијата во нашата програма, борба против корупцијата во нашата програма, ќе биде зацврстено во фронтот против неа. Веќе 3 години можам да кажам дека во 5 приоритети на активностите на Стопанската комора како најголема бизнес организација се наоѓа корупцијата. Второто прашање секогаш е резервирано засега за гасот, пошто тој не е само наш проблем, е проблем и на транзитот и на сите останати земји околу нас. А третото прашање е секогаш резервирано за администрацијата. Така натаму, меѓутоа, долго време како да немаме стратегија за да нешто направиме повеќе на планот на сузбивање на корупцијата, иако мислам дека имаме доволно организации кои што учествуваат во тоа, кои што добиваат меѓународна подршка и така натаму. Она што сакам ево јавно да го кажам пред представниците на една независна организација која што единствена работа е фокусот што се бори против корупцијата е тоа дека сум учествувал на стотици скупови меѓународни бизнес и секогаш сум го поставал тоа прашање и сум дал подршка од меѓународната заедница. И секогаш за тоа прашање се чутат на тие меѓународни скупови. Може да постави зашто сакаш и после расправата ќе ти придат, ќе разговарат и така натаму. За тоа прашање беме придото и место да разговарат. Веројатно овде ни е вкоренето на Балканот и не само што треба да стане приоритет на патер, треба да стане приоритет и секојдневното наше работење. Ќе каже човек како, секој во својот двор. Јас често кажував една реченица на, не реченица, една синтагма на Рамбо Амадеус околу таа работа, која велеше дека до 300 евра зборува за национализам, до 500 го ќе земеш за каде ќе одиш на викенд, до 1000 за каде ќе одиш на летовање, над 3000 зборува за временската прогноза. Ние не сме дојдени до 200 дни, треба да дојдеме, али јас принаку би го дефинирал тоа. За нас, минатата година, минатата беше Јадранка, со акцијата што имавме на Табановце. Минатото лето, да. Така, ние имавме мониторинг тамо на протокот на стоки и услуги што беше од интерес на бизнес заедницата. Самата состојба во која што протокот е загрозен од инфраструктурата создава можност за развој на корупцијата. Тоа на сите ни е јасно. Така. А не верувам дека државата нема толкави средства или нема толкави можности пред тоа прашање реши како се треба. Ево, например, јас би отишол, толку пари оставаме во Грција со туризмот, да направи гранични прелази кои што кај ќе бидат понабрзален. Така, денеска имаш ти можности да ги пратиш сателитски, имаш можности така, другите работи да ги решаваш на многу софистициран начин, а самиот прелаз да биде направен и да биде задоволство за луѓето. Свекај што ќе создаш тесни грла, тука има простор за коруптивно однесување. И ние во еден извештај кој што го имавме од тоа, да речам, тој мониторинг, тоа имаше месец дена, нонстоп по 18 часа, наш човек таму на граничниот прелаз, ги нотиравме и ги доставивме до државата. Тоа што можеме го правиме. Второ, сме вклучени во сите процеси кои што се државата во борбата против корупцијата. Отсуствува една прецизна и јасна мини програма за приоритет во приоритетите, кој што ќе не доведе во ситуација да нешто да го направиме чекорот кој што е потребен за добивање на тоа, да речем, изоштреност која што е потребна за фокусирање на работите извън нивно елиминирање
односно критична точка која што треба да се достигне и во која што ќе има платформа за застанато зад нас многу субјекти кои што ќе бидат единствени во пределните своји. Така да тука е оно што јас би сугерирал во тој правец. Ние се трудиме да го следиме тој процес и кај нас. Морам да ви кажам дека компаниите реагираат на тоа. Имавме и некои активности, анкети јавни и да речем моментите на овој проект од граѓаните против корупцијата, пресконференција по таа работа, меѓутоа и самото действување наше определено како прва и приоритетна точка на работењето да биде тоа. Некои ќе речат, вие немате кражба, вие немате корупција, вие имате кражба на државни буџет. Тоа ми го рекле неколку иностранци што доаѓаат тука. Со тоа како да стават до знаење дека транспарентноста и јавноста на работењето е доведена до прашање. И можда тоа треба исто така да се разбира. Меѓутоа, оно што јас сакам денеска, ево пред јавноста да го споделиме, активноста на сите вас према надлежните државни органи и процесуирање на случаи определени кои што после застануваат тука и не се процесираат на нататок правосудниот систем. Значи тоа е наша улога, тоа мислам дека е наша улога како институција да ги таквите примери кажуваме, затоа што владењето на правото е темел на нашето работење, кога има владење на правото, загрозен ти профитот, загрозен ти самото работење и имаш проблем. Без тоа нема бизнес. Тоа веќе сите добро го знаат. Да не узурпирам од времето, самиот факт дека денеска толку медиуми не следат, самиот факт дека на повеќе фронтови работиме на ова прашање, доволно зборува за интенцијата и нашата менорба и секојаш ќе подржаваме снаги и структури кои што ќе се здружуваат и така го теам и овој чин денеска да направат нешто повеќе на тој план. Денеска, како што спомена председателот на Стопанската комора, ние чест да го подпишеме овој договор за соработка помеѓу Стопанската комора и Transparency International. Ние досега плодно соработувавме, како да се изразам. Некаде овие соработки потекнуваат уште од 2007 година, кога имавме соработка во делот на изработка на кодекс за деловна етика, најпрви на акционерските друштва, потоа кодекс за деловна етика на малите и средните предпријатија. Нешто подосна од текот на 2007 до 2010 имавме еден проект нулта толеранција за корупцијата, во рамките на кој секоја година од 2007 до 2010 се доделува сертификати на најдобрите фирми за корпоративно управување. И она што е многу битно, минатата година некаде почетокот кога излезе националниот систем за интегритет, помеѓу оние 15 чинители во државата кои се клучни во борбата против корупцијата, беше земен и бизнис секторот. Зашто? Бидејќи бизнис секторот е секогаш она кохезивно ткиво во општеството кое може да придонесе за корупцијата и кое секогаш може да учествува корупцијата, меѓутоа и со добриот интегритет и со доброто однесување може да ја спречи корупцијата. Веруваме дека со подпишување на овој договор за соработка помеѓу нас ќе работиме на делот на сузбивање на корупцијата во бизнис секторот, на зголемување на интегритетот на представниците од бизнис секторот, со што би се влијало на еден суштински начин во државата за спречување на корупција. Значи, повторно ќе потенцирам задоволство ми е што денеска конечно еве и го ја официализираме соработката која подолго време трае.